За Универзитетот отворено. Почитувани слушатели, ве потсетувам дека вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Започнуваме ново издание на емисијата за Универзитетот отворено, кој денеска го посветуваме на третата серија обуки од проектот Укло неформално учење. Да подсетиме, се работи за проект во кој на студентите им се нудат обуки структурирани во два пакета за поттикнување на креативност, иновативност и мотивирачко окружување за учење, како и работилници за поттикнување на современи истражувачки и создавачки пристапи знаење. Со посетата на обуките, студентите имаат можност да го подобрат своето знаење, вештини и компетенции за нивните лични, општествени и професионални потреби. Во третата сесија од проектот Укло неформално учење, студентите од различни единици на универзитетот ги следеа обуките за ефективни техники за ослободување од стресот при јавни настапи со предавачите од Високата медицинска школа магистер Даниела Петковска и магистер Денис Арсовски, потоа работилницата за поттикнување на современ истражувачки и создавачки пристапи знаење со професор доктор Коста Сотировски од Економскиот факултет во Прилеп и работилницата на тема Структура и компоненти на истражувачки труд со предавачите професор доктор Маријан Ангелевски и професор доктор Димитар Николовски, исто така од Економскиот факултет во Прилеп. Во денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола ќе имате можност да ги последите разговорите што ги водевме со нив. Останете со нас на 90,8 МГц. Сите мои слики што ги чувам, што ги редам и подредувам, само една не ми дава мира, од глава не излегува. Еден човек и една жена, само месец млади, блага светлина. Еден за друг знаат што им треба и место нив ветрот зборува. Песно моја спеснуваш во мене, остави да се најдеме по тебе. Звезда моја блеснуваш, за мене се уште дише, дише ме во тебе. Сите мои слики што ги чувам, сите мои сеќавања, тажни океани пловам по нив, да ме потонат у не можа. Песно моја спеснуваш во мене, остави да се најдеме по тебе. Звезда моја блеснуваш, за мене се уште дише, дише ме во тебе. Песно моја, звезда моја, желба моја, само моја, ти си сила каква нема, ти си сила што ме тера Божи глас да чуjem, во себе што ме крева, вечна љубов, јас запарам, вечна љубов со неја да најдам. Песно моја спеснуваш во мене, остави да се најдеме по тебе. Звезда моја блеснуваш, за мене се уште дише, дише ме во тебе. Во тебе. Во тебе. Се уште дише, дише ме во тебе. Првата обука од третиот серијал од проектот Укло неформално учење беше на тема ефективни техники за ослободување од стресот при јавни настапи.
Ја водеа предавачите од Високата медицинска школа, магистер Даниела Петковска и магистер Денис Арсовски, кои на студентите им ги презентираа стратегиите пред јавен настап, начинот на подготовка, како и техниките за намалување на стресот, важни за постигнување на потребната сигурност кога се зборува пред публика и се изнесуваат ставови на јавната сцена. Проследете го разговорот што го водевме со нив. Третата серија обуки работилници во рамките на проектот Уклон неформално учење започна со предавачите магистер Денис Арсовски и магистер Даниела Петковска од Високата медицинска школа. Темата мощно интересна, би рекла, за студентите и за сите останати кои што беа присутни на ова обука или работилница, ефективни техники за ослободување од стресот при јавни настапи. На почеток ќе ве поздравам и обајцата и добре дојдовте во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Благодарам, добро ве најдовме. Како што реков, предавач магистер Денис Арсовски, и денешната тема беше доста солидна, заедно со презентирање на одредени техники за справување со стресот. Интересна тема за студентите, меѓутоа и за сите останати кои што нели имаат одредени јавни настапи. Кога за студентите се вели јавен настап, тоа пред се би значило излегување пред професор, полагање на испит и неретко се случува студентите да речат кога застанав пред професорот, едноставно се ми се избриша, не знаев што да зборувам, па и да ме прашаше како се викам, не може да знам да му кажам. Токму на оваа работилница се потрудивте да им покажете или да им укажете што се треба да направат за да се ослободат од тој стрес и да постигнат еден солиден академски успех, како што рековте. Здраво, јас сум предавач Даниела Петковска, како што напоменавте. Значи, студентите во однос на тоа прашање треба да се ослободат од стресот. Значи, професорите се тие само што случат, студентите се тие што ја знаат точно темата, дури знаат повеќе од професорот и нема од што да се плашат. Ако веќе настане некој таков стрес, ние сме тие кои можеме да му дадеме некаква слобода и сето ова презентирање беше со цел да се ослободат дека ние како професори и предавачи не сме толку страшни колку што самите тие си замислуваат. Кога се зборува за стресот, тоа е нешто што постојано го слушаме, барем во последно време, стрес на работно место, стрес дома, целата ситуација во општеството веројатно е стресна, меѓутоа и од медицинска гледна точка се обидовте на почеток да укажете кои се фактори кои што влијаат и како самите да си помогнеме на некој начин. Така, значи овие техники кои што ние всушност ги презентиравме за справување со стресот, и како техники за справување со стрес при јавен настап, меѓутоа исто и овие техники многу помагаат во одредени патологии, во одредени животозагрозувачки, дури би рекол ситуации, односно оние стресни ситуации во доменот на психијатрија и слично. Кога ќе речеме стрес, пред се мислиме на негативна работа што може да ни се случи, но да не заборавиме дека тука има и позитивни стресни ситуации. Да, исто така стресот може да биде позитивен, да не доведе во возбуда и да ни донесе позитивна енергија за да кажеме се нешто повеќе и повеќе. Меѓутоа стресот во денешно време луѓето го сваќаат погрешно. Затоа целта е правилно да се диши и додека се движиме, и додека спиеме, и додека шетаме, треба правилно да дишиме. Меѓутоа, по интернетот се презентираат, како што разгледав, погрешни техники за дишење, треба да се излези јавно, повеќе да се говори за стресот и за начинот на дишење. Еве ние како со професорот Денис да излеземе јавно и да ми објасниме на луѓето што точно е правилното дишење и таа вистинска релаксација. Па добро, токму денеска студентите има можност да научат што значи правилно дишење, правилно седење, правилно движење, нешто што и вие забележавте на самото предавање, можеби 99% од присутните не седеа правилно. Да, па затоа всушност и служат тие техники, односно затоа ги презентиравме тие техники, всушност да знаат колку она правилното дишење, диафрагмално дишење како што беше презентирано, исто така и Александар техника, прогресивна мускулна релаксација, колку е важно она положбата на телото, соодветното дишење во презентирањето и воопшто во говорењето на јавен настап. Рековте правилно дишење, правилно седење. Во последните децени, нели, сите неправилно седиме на работното место пред компјутер, обично,
се зборувам за луѓето кои што работат во канцеларија, нели? И нормално е дека при тоа доаѓа до различни и деформитети, меѓутоа сето тоа допринесува и за зголемување на стресот, веројатно. Да, сето тоа доведува до поголем стрес, исто така телото станува поукочено и понелагодно. Предходната моја професија беше да се движам, работев како кинезитерапевт во нашата болница, во клиничка болница Битола, и тогаш постојано се движев, имав болки во мускулите, меѓутоа успевав да ги релаксирам со самото движење. Кога почнав да работам како предавач, мојата професија се смени точно на седење и јас останувам подолго време на седење и сето тоа што претходно ме болело, сега ме боли повеќе. Имам потреба од дополнителни вежби после работа, движење, шетање, затоа што моето тело се пренавикнува на новата положба и треба јас целосно да се посветам за да останам здрава и позитивна. Рековте врзано за вашата професија, да. Сега повеќе време сте нели во канцеларија, повеќе пред компјутер, да. И сето тоа влие. Меѓутоа, рековте треба повеќе вежбање, но знаеме да кажеме дека немаме време за вежбање, па затоа веројатно и некои од стратегиите и техниките кои што ги понудивте се прават токму од седење. Да, може и од седење да вежбаме, значи можеме да вежбаме додека гледаме телевизија и секогаш мора да најдеме некое слободно време, барем пола сат, дома да дишиме, да легниме на подот, да земеме воздух, да ги раздвижиме сите можни зглобови како стапала, колена, колкови. Доволно е во текот на денот да вежбаме 3 пати по 5 минути, тоа е многу малку, а многу позитивно делува на нашето тело. Дел од техниките презентиравте пред студентите. Така, јас исто би напоменал дека всушност сите овие техники и ние ги применуваме. Ние сме млади професори во универзитетот, па така што се соочуваме со еден голем број на студенти, а всушност ние тоа мора да го презентираме, па гледајќи од таа гледна точка, односно ние всушност ги правиме овие техники. Како што рековте, да, неколку техники беа презентирани во однос на прогресивна мускулна релаксација. Зборувам за тоа дека всушност се поголемо и поголемо релаксирање на мускулите, односно тоа е еден вид на техника каде што ние всушност правиме една голема напетост на самите мускули, мускулни групи, како например долни екстремитети, горни екстремитети, мускулатурата на лицето воопшто се користи во однос на оваа техника, како и Александар техниката, таа е една форма на алтернативна медицина во која што самата ни укажува, односно целта на самата Александар техника е всушност онаа правилната положба на телото, кое што многу влијае врз, како и постурата, нормално многу влијае врз самото презентирање, бидејќи доколку нормално се настане некоја несоодветна положба за време на презентирањето, ние всушност се фокусираме на таа нелагодност, а не се фокусираме на она всушност што треба да го презентираме. Времето од една работилница секако не е доволно за да се извежбаат сите техники на дишење, на движење, на вежби, нели што треба да ги прават. Може би во иднина да се размислува и за посебни часови за релаксација, за медитација, вие рековте, професор. Да, медитацијата е една од моите омилени теми. Имав прилика да ја проучувам на моите магистерски студии. Беше дојден специјалист јогист кој ни ја презентира медитацијата и она првото ниво на медитација го научивме во одличен степен, а има 9, а ние стигнавме само до првото, она основното дишење, релаксирање, медитација. Тие се многу лесни, едноставни точки кои секој може да ги направи. Ретко се случува некои напнати личности кои не можат да се релаксираат, меѓутоа и тоа со неколку пати вежбање може да се постигне. Тие не се многу тешки техники, значи секој може да ги применува дома, пред спиење, наутро, во секој момент за да се релаксира кога ќе се најде во некоја тешка ситуација. На ова работилница веќе рековме студенти, може би беа претежно повеќе од високата медицинска школа, но видов дека има и од другите единици на универзитетот. Рековме еден час, една работилница не е доволна воопшто. Може би како млади предавачи, рековте Денис, млад кадар на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, да очекуваме од вас во иднина и такви работилници или серија на обуки за релаксација, за медитација и слично. Секако дека може да се вклучиме.
ние сме нови предавачи, треба да бидеме што е можно поактивно, додека сме млади ни е поинтересно и поубаво. Од секојаш сум сакала тоа што го знам да им го презентирам на другите и сега имам точно таа прилика, сето тоа што го чувам во мене, да можам да им го пренесам на студентите или на било кој заедно со помош на колегата кој тој малку е поамбициозен од мене и јас сум таја што следи, да. Добро, Денис Арсовски, можеби некои од нашите слушатели ќе го препознаат. Со него практично ја започнавме емисијата Укло превентива на Универзитетското радио Укло ФМ, тогаш како студент на Високата медицинска школа, еве сега и како предавач магистер Денис Арсовски. Пред студентите, Денис, ги кажавте и вашите први чекори, да речем, и во Универзитетското радио и како се справувавте со дишењето, со брзината на говорењето. Така, баш истото и тоа го дискутиравме за време на оваа презентација, на за овие техники. И самите знаете дека генерално бидејќи ги поставивме всушност темелите на Укло превентива, со тоа што првите емисии бев премногу несигурен во себе, премногу брзото читање, тоа е значи исто тука беше презентирано дека соодветно читање 100 до 110 зборови во минута. Меѓутоа со текот на останатите емисии, значи се си доаѓа во нормално со самото увежбување на текстовите и слично. Исто би сакал да напоменам дека исто многу студентите и прашаат што е со фармаколошкиот, со медикаментозниот третман. Целта на оваа презентација за техники за справување со стресот всушност е да се иземе оној фармаколошки третман, бидејќи имаме многу природни техники за релаксација, техники за справување со стресот, во кој што сметам дека не треба да се дава акцент на медикаментозната терапија, исто и алтернативната медицина, значи се поголем замав зема во денешно време истата алтернативна медицина, па така да многу знаеме дека различни билки, различни есенцијални масла, конкретно лавандата, значи действуваат многу релаксирачки врз самиот организам, а тоа ни оди во прилог при јавен настап, при презентации и слично. На крај само што да кажам дека вашите студенти ќе имат таа предност за разлика од останатите од другите единици на универзитетот, што сите овие техники ќе можат и практично на вашите часови да ги применуваат, па да ги видат придобивките од се ова што вие денес го говоревте. Ви благодарам многу на поканата. Пријатно ни беше, задоволни сме од вас како публика и се надевам ќе имаме и други прилики да разговараме на некои теми поврзани со нашата струка. Така, ви благодарам. Чест ни беше што сме дел од најслушаното радио, значи Укло ФМ, и се надевам на многу скорошна исто соработка со вас. Ви благодарам на обајцата за разговор. Благодарам. Биди тоа утро што ме гали, сонце образ што ми милува. Не само огнот тој што пали, кога си близу се засилува. Уште замислувам како дишеш, наутро очи кога отвораш. Се будиш и бараш да е крај, заминуваш и врата затвораш. Илјада звезди ти доле под нив, дожелик се прашуваш некогаш ти во право бев или погрешил. Илјада звезди ти доле под нив, дожелик се прашуваш некогаш ти во право бев или погрешил. Начин да ме спасиш, нема ни сонце, нема утеха. Ти изгуби веќе се што ти значи, само прашина е тоа што остана. Уште замислувам како
dišeš, nautro oči koga otvoraš, se budiš i baraš da je kraj, zaminuješ i vrata zatvoraš. Ilijada zvezdi ti, dole pod njim, da želim se prašuvaš nekoga šti, popravo ili pogrešim. Ilijada zvezdi ti, dole pod njim, da želim se prašuvaš nekoga šti, popravo ili pogrešim. Zamislujem kako dišeš, nautro oči koga otvoraš. Ilijada zvezdi ti, dole pod njim, da želim se prašuvaš nekoga šti, popravo ili pogrešim. Ilijada zvezdi ti, dole pod njim, da želim se prašuvaš nekoga šti, popravo ili pogrešim. Работилницата потекнување на современ истражувачки создавачки пристап и знаење ја водеше професор доктор Коста Сотировски од Економскиот факултет во Прилеп. Разговаравме и со него. Разговараме и со професор доктор Коста Сотировски од Економскиот факултет во Прилеп. Ке ви посакам добре дојде во програмата на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Ви благодарам за поканата. Добар ден. Се надевам дека низ разговорот ќе ја презентираме статистиката во вистинска смисла на зборот. Да. Вашето предавање беше за прибирање, анализа и синтеза на податоци. Ако си има предвид дека обработката и прибирањето на податоците статистички се еден од клучните елементи што се потребни при секој истражување, било да е тоа истражување за дипломска работа, магистерски или докторски труд, навистина е нешто на што треба посебно да се обрне внимание. Посебно треба да се обрне внимание на прибирањето на податоци од аспект на познавањето на методите на избор на елементите во примерокот од статистичката маса која е предмет на интерес во секој статистичко истражување, бидејќи статистиката во самата суштина се заснова на избор на методи што се однесуваат на примероци од различни типови, случајни, стратификувани, систематски, повеќе етапни, повеќе фазни и така натаму, да се знае точно кога и кој начин според целите на и предметот на статистичките истражувања и според она што е очекувано од статистичкото истражување, точно да се изврши изборот и нормално при тој избор да се почитуваат принципите на случајност, објективност, репрезентативност и документираност, кои што се преточени во соодветни софтверски решенија, преку кои што се може или треба успешно и тие да се користат, за да имаме валидно анкетно истражување, односно како основа на статистичко истражување кое е неопходно во опишувањето на истражувачките трудови, дипломските, семинарските, магистерските или докторските дисертации. Неколку пати во текот на вашето предавање, на вашата работилница, рековте потребни се податоци од кои што ќе добиеме информација и ќе добиеме знаење. Секако дека во основа се податоците, ние ги користиме од најразлични извори, примарни, секундарни, терцијални, на најразлични начини, експериментални, неекспериментални, од институции, државни институции, од регистри, од бизнис заедницата, и тие податоци нормално представуваат основа за обработка, треба да се трансформираат во информации. Тоа го правиме со најразлични методи и техники што ги нуди статистиката, од дескриптивната анализа, анализата на временски серии, динамичката анализа, кореационата или регресионата анализа, факторската, кластерската анализа
дискриминационната анализа и другите мултивариационни анализи на статистиката, се со цел да извршиме трансформирање на податоците и добиеме информација за појавите и процесите или проблемот кој е предмет на истражување и нормално трансформација на информациите во знаење, кое што го правиме со методите на статистичко заклучување, односно статистичкото оценување и тестирањето на статистички хипотези, и сето ова нормално при таа трансформација се користиме со соодветни софтверски решенија, дали тоа се алатките во Microsoft Excel или алатките, односно статистичките софтвери кои што исто така представуваат соодветен избор, кои што истражувачите неминовно треба и да ги познаваат и да ги користат во и прибирањето и обработката и трансформацијата на податоците. Посебно е значајна и анализата и синтезата и кои статистички методи и техники се соодветни за анализа, односно се соодветни за синтеза на тие податоци. Сега зборувавме за она што студентите треба да го знаат при изработката на нивните трудови, рековте семинарски, дипломски трудови, да не се повторуваме, нели, магистерски, докторски, меѓутоа постојано сме бомбардирани и вие тоа сами го кажавте, со разни истражувања кои што ни ги презентираат преку медиумите, колку се валидни, колку се навистина издржани и колку успеват да ни одолуват реалната слика на проблемот што го истражуваат. Нажалост, во статистичките истражувања или анкетните истражувања што ни се сервираат секојдневно, има неколку суштествени забелешки од аспект на непочитување на она што значи случајност на избор на елементите во примерот, кој тоа значи репрезентативност, објективност и посебно пристрасноста. Тоа е едната страна, а втората страна е исто така сегментот на добивање на трансформација на податоци до информација. И со тие анкетни истражувања што ни се сервираат, токму се оди до информација, а немаме трансформација на информациите во знаење. Што значи тоа? Од сервираните анкетни истражувања, што секојдневно ги проследуваме, ни се нудат само прашања, односно одговори на тие прашања и крајно дескрипција, графички прикази. Тука се завршува приказката со тие статистички истражувања, односно анкетни истражувања, а она што значи добивање на знаење или трансформација на информациите или со примена на конкретно статистичко заклучување, статистичко оценување или тестирање на статистички хипотези, кои што ќе ја комплетираат сликата за истражуваната појава или процес и нормално со примена на соодветни софтверски решенија, тоа отсуствува и нажалост добиваме, можеби да кажеме слободно, нецелосна слика за истражуваните појави и процеси, односно да не добиваме знаење. А знаењето е во суштина на истражувањето. И што е многу поважно, немам сретнато некој што реализира анкетно истражување да спомене стандардната грешка, што при тоа треба да се испочитува и одредена, да кажем, статистичка методологија, односно употреба на статистичка терминологија, претежно статистичка терминологија во тие истражувања и како е значајно за јасноста на добиените резултати од анкетно истражување, односно нивното значење, бидејќи во принцип зборуваме за повторливи анкетни истражувања, кои што се поставува прашањето што ако анкетните сегашни истражувања се нецелосни, какви ќе бидат тие повторени анкетни истражувања? Тоа е основно прашање. И сега повторно ќе се вратам на студентите и подготовката на нивните истражувачки трудови кои што во секој случај се потребни во нивното образование да ги имаат. Статистиката како метода за прибирање на информациите, на податоците и нивна обработка вака изгледа доста тешка и на лаик, нели, то се вели му се крила косата, кога ќе слушне дека нештото треба да го обработи статистички, а претходно нема никакви познавања од оваа област. Меѓутоа на работилницата кажавте вие дека сега веќе има некои статистички калкулатори кои што лесно може да ги применат и лица кои што не се статистички, еве да речеме, образовани. Да. Нажалост, во практиката може да се видат и дипломски, па дури и магистерски дисертации, каде што повторно се оди со податоци од тој аспект или најмногу до трансформација на податоци до информации. Знаење нема. Значи нема примена на статистички заклучувања, нема примена на софтвер за обработка на тие податоци и можам да констатирам дека нажалост тоа се случува, имајќи го
предвид фактот дека во опкружувањето имаме на располагање низа софтверски решенија кои што се присутни и како алатки во Microsoft Excel, одредени алатки што постојат во библиотеката на Excel како што се Data Analysis, или алатки за статистичка анализа кои што можат да се инсталираат како што се PGStat, StatPad, или пак статистички калкулатори кои што можат лесно да се набават, доста се ефтини и како апликации доста корисни, бидејќи ги нудат основните статистички анализи. Дескриптивна статистика, корелационна, регресиона анализа и основните статистички заклучувања во параметарска и непараметарска статистика. Секако тука ќе ги напоменам и одредени лиценцирани софтвери, односно оние софтвери кои што имаат отворен код или отворен софтвери, статистички софтвери со отворен код кои што исто така се лесно имаат лесен пристап, така да единствено останува тие да се искористат. Друго е прашањето зошто студентите не ги користат тие алатки за обработка на податоци или да извршат некое соодветно статистичко истражување. Она што исто така сакам да го напоменам кога е во прашање примената на статистиката, дипломска, па и семинарска или магистерска, исклучиво пишувана со текст дескриптивно или некоја табела или графички приказ, одма се поставува прашањето зошто да не е збогатена со статистички заклучувања, оценувања, односно тестирање на статистички хипотези кои што ни нудат знаење. Едноставно треба тие да се надоградат, а тоа е во интерес и на кандидатите што ги пишуваат тие дипломски, семинарски, магистерски, и во интерес на менторите што ги водат студентите, за да се добие соодветниот квалитет на дипломски, магистерски студии, кој што квалитет и текако се одржува, односно се развива кога се во прашање овие трудови на современите универзитети. Дури има и некои проекти кои што се однесуваат на искористеноста, односно примената на статистички методи и техники во дипломските и семинарските работи, и еден надпревар околу тоа која дипломска, семинарска или магистерска работа ќе ги опфати овие сегменти или ќе нуди знаење за решавање на некој проблем. Тоа е во суштина примената на статистиката и нажалост со водрени дипломски, семинарски или магистерски трудови се задржува оној така наречен традиционален концепт, а тоа е дека статистиката е само забележење на некои или обработка на некои минати податоци, заклучно со неговата дескрипција. А се она што е современо не се почитува, а современото во статистиката се однесува на она што значи статистичко заклучување, тестирање на статистички хипотези, статистичка оценка и со соодветна софтверска поддршка, примена на современи статистички софтвери, кои што се доста достапни и ќе му дадат посебен белег и квалитет на тие дипломски, семинарски, односно магистерски трудови. Тоа е добро и за кандидатите, викам, и за факултетите, или тоа е една слика за квалитетот на образованието кој што се практицира во нашите високошколски образовни институции, посебно на нашиот универзитет. Добро, како заклучок или препорака? Па заклучок е статистичките методи и техники се доста корисни во примената во статистичките истражувања или во анкетните истражувања на кои да био проблеми што се однесуваат на економските, например, економските појави, или одредени проблеми во медицината, проблеми во психологијата, во педагогијата и така натаму. Затоа статистиката го има тој интернационален, односно интердисциплинарен карактер. Секаде е применлива, незините методи и техники, посебно изборот на методите и техниките е доста значаен, изборот на статистичките софтвери, едноставно во окружувањето ги имаме како знаење, едноставно треба тоа да се примени за добивање на и креирање на ново знаење. Едноставно ние мора да го збогатиме начинот на нивното користење, бидејќи
низ предметите кои што се или предметот кој што се предава се добиваат знаења токму за сите овие пред се практични искуства кои што ги нуди, односно преку кои што статистиката им помага на истражителите подобро да ги осознаат проблемите, односно да понудат соодветни решенија. И заради тоа, ако се наблюдува некоја добра, например, магистерска или докторска дисертација, се наблюдува од тоа на кој начин се применети статистичките методи и техники и до кои статистички заклучоци се дошло, односно за испочитување на сите работни хипотези кои што се во основа на тие магистерски, односно докторски дисертации. Едноставно, статистиката им помага на истражителите и подобро да го осознаат проблемот и не само тоа, да ги користат оние современи концепти на статистиката, тоа значи врз база на тие податоци обработени со статистички методи и техники да може да се прогнозира, да се предвидува и да се симулира со појавите за да се предвиди законитоста на нивното однесување во текот на времето, што е доста битна и клучна карактеристика на статистиката. И еве сега да заклучиме, може би дека ваквите работилници тоа како се потребни за нашите студенти? По претходна анкета, студентска анкета спроведено, мислам дека оваа сесија на прибирање, анализа и синтеза на податоци има добиено најмногу за, она што значи интерес. Интерес секако дека студентите тоа ги интересира, тоа е едната страна. Другата страна е она што значи одбивноста кон математика, кон статистика, кон формули и така натаму. Мислам дека редовното организирање на вакви сесии или работилници се од корист за студентите, за осознавање и на техниките по-конкретно, и на конкретните проблеми како се решаваат или како континуирано се реализира тој процес на прибирање, анализа и синтеза на податоци и конкретно за анализа, конкретно за синтеза, кои статистички методи се најсоодветни да ги применат. Со тоа би му возможиле на студентите промена на начинот на размислување, да не кажам статистички начин на размислување, кој што и текако ќе му користи и во прибирање на податоци, и во анализи, односно обработка на тие податоци, а претежно при донесување на заклучоците, кои што сепак ќе се однесуваат на како одреден проблем, што е предмет од интерес во нивните трудови да биде решен или да продолжат негово решавање. Значи, овие работилници се од голема корист и мислам дека е добро да се продолжи, па дури со некои конкретни теми што се однесуваат на прецејаве на анализата или конкретен некој статистичка техника или конкретна статистичка метода, начинот на нејзиното користење или начинот на нејзината примена и очекуваните резултати. Нормално сето тоа врз база на конкретни податоци или конкретен проблем, а конкретни проблеми ги имаме колку што сакаме, дали од областа на економијата, дали од областа на здравството и така натаму. Професоре Сотировски, благодарам за одвоеното време и се надевам дека наскоро на следна работилница повторно ќе имаме можност да се видиме и да поразговараме. Ви благодарам исто и вас за поканата, мило ми беше што учествував во оваа работилница. Инаку јас имав работилница, може би 10-15 години, наскоро слична тема беше таа работилница, а се однесуваше на пишување на научни трудови во значајни списанија. На кој начин, слушатели беа професорите, асистентите, на кој начин со примена статистички методи и техники може трудовите да бидат значајни, односно да бидат објавени во тие списанија. Меѓутоа, од тој аспект, знаете, можам да заклучам дека тие што беа слушатели имаат денеска најмногу број на цитати во универзитетот. Тие што не слуша во таа работилница, навистина некои не можам ни да ги видам на листата на цитати.
Тоа е. Добро. Ви благодарам. Ова Се може би, надевам да. дека ќе продолжиме. Ова може би како предлог вакви работилници да се организираат и за академскиот кадар на универзитетот, не само за студенти. Па имаше, викам, пред 10 години организирано, може би повеќе години организирано таква работилница. Треба тие работилници, што значи тоа е во корис и на професорите и на универзитетот. На професорите ќе имаат поголема видливост, поголема цитираност, а на универзитетот нормално ви го подобри рейтингот, односно рангот кој што веќе го имаме, а знаеме каков е од таа смисла. Ви благодарам уште. Ви благодарам и вас што бевте присутни и ме слушавте и на предавањата и во работилницата. Ви благодарам. Се надевам повторно ќе видам гостини, повторно ќе ја креираме и водиме работилницата. Благодарам. Баш би било штета да не си до мене, а баш би сакал да си тука секој ден. Ти си поубава од сон, меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме, јако, јако. Кога сонце заоѓа и морето се бранува, ти си поубава од сон, меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме, јако, јако. Третиот серијал од проектот Уклон неформално учење беше заокружен со работилницата Структура и компоненти на истражувачки труд, која водеа професор доктор Маријан Ангелески и професор доктор Димитар Николовски од Економскиот факултет во Прилеп.
Во разговорот што го водевме со нив, тие нагласија дека истражувањето е предизвик и важен инструмент за развој на знаењето и разбирањето на светот и воедно ги охрабрија студентите да се вклучат во истражувања уште во текот на студиите. Во денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛ ФМ Битола ви го нудиме и разговорот што го водевме со нив. Третата серија работилници од проектот Уклон неформално учење, што го организира Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, заврши со предавањето на тема структура и компоненти на истражувачки труд. Предавачи професор доктор Маријан Ангелевски, професор доктор Димитар Николовски од Економскиот факултет во Прилеп. Ви благодарам што по одржувањето на работилницата еве одвојувате време да бидете гости во програмата на Универзитетското радио УКЛ ФМ Битола. Ви благодарам за поканата, еве да ги споделим искуствата од она што денес имавме можност да го споделиме со нашите студенти. Навистина е секогаш задоволство да се присуствува на вакви некои средби кои што го потполнуваат знаењето кај студентите, она кое што го стекнуваат во формалниот дел на образование, во текот на реализацијата на часовите на факултетите и ваква една структура, мешана структура од различни факултети да споделиме некои искуства поврзани со темата која што еве споменавте, а се однесува на една навистина тема која што побудува интерес и предизвик не само кај истражувачите, кај професорите и така натаму, тука и кај студентите кои што имаат можност да го имплементираат ваквите знаења при изработката на нивните дипломски, магистерски, докторски трудови, истражувања во некои други сегменти и така натаму, да следат одредена методологија која што ќе биде верифицирана и која што ќе биде во контекст на подобрување на квалитетот на истражувачкиот труд. Темата за денешната работилница всушност произлезе и од поодржувањето на студентската конференција студентите на УКЛ за општеството, кога поголем број на студенти, благодарение на нивните ментори, има можност да презентираат своји истражувачки трудови и тогаш сите тие во анкетните листови кои што им беа дадени на крајот го посочија како проблем или предизвик со кој што се соочиле, меѓутоа можеби не успеале доволно да се информираат, да дознаат што треба, како треба, кој редослед да го следат при изготвувањето на истражувачките трудови и токму ова работилница наменета токму за тоа, да им се помогне кои правила всушност да ги следат за да можат да добијат на крајот еден квалитетен истражувачки труд. Импресиите од денешната работилница се мощно позитивни. Студентите беа доста заинтересирани, учествуваа во самите дискусии кои што беа отворени на крајот. Навистина сметам дека ваквите теми кои што се на некој начин вон курикуларни, значи не се изучуваат на редовните студии, се мощно важни за студентите, пред се за идните истражувачи, во поглед на полесно и научно верификувано и формулирање на хипотези, истражувачки прашања, спроведување на целокупното истражување, пишување на извештајот од истражувањето и така натаму, кој што ќе доведе до подобар квалитет на целокупното истражување, кое што произлегува од нашиот универзитет и секако ќе биде во функција на подобрување на рейтингот на универзитетот. Кога се пишува еден дипломски труд, еве ќе започнеме со дипломскиот, меѓутоа понатаму магистерски трудови и докторски дисертации, токму тоа се и токму тука се потребни тие правила за структурирање на еден квалитетен, би рекли, истражувачки труд. Студентите прашуваа па морали вака, па морали онака, меѓутоа им кажавте, значи тоа се правила кои што треба да се почитуваат. Токму така, значи станува збор за структуриран документ кој што на некој начин треба да даде на читателот интерес да тој се заинтересира да го прочита од една страна, но од друга страна на структуриран начин да бидат поставени сите компоненти за да може читателот да го задржи вниманието, но и за да може да ги пронајде информациите кои што му се потребни. И токму заради тоа јас денес се зборував за една структура на истражувачки труд, така наречената ИМРАТ структура на истражувачки труд, каде што фактички секој од компонентите точно определува
што треба да содржи таа компонента во рамките на истражувачкиот труд. Во делот на тоа како треба да изгледа еден истражувачки труд, јас еве и тоа го дискутиравме со студентите дека секогаш, особено кога сакаат да објавуваат одредени трудови на конференции, научни, во списанија и така натаму, треба да погледнат како тие кои што го објавуваат повикот за таа конференција или во тоа списание, дефинирале на кој начин треба да изгледа структурата на тој истражувачки труд, токму заради фактот што реков треба да биде структуриран начинот на представа на информациите, без разлика дали станува збор за теоретскиот бекграунд, односно прегледот на литературата, дали станува збор за методите кои што се користат во рамките на истражувањето, дали станува збор за представување на резултатите до кои што дошол истражувачот во текот на истражувањето или дискусијата на тие резултати во кои што треба после тоа да следат одредени заклучоци и препораки за натамошни истражувања, бидејќи целта на истражувањата кои што ги правиме е да се надоврзиме ние на некои истражувања кои што некои ги правеле пред нас, но и некои кои што ќе прават истражувања после нас да се надоврзат на она кои што до резултатите до кои што ние сме дошли. Еден од поголемите проблеми можеби за младите истражувачи е определувањето на насловот, на проблемите што ќе се обработуваат, хипотезите и така натаму. Нешто што може би на почеток изгледа страшно, меѓутоа ако се разработи добро, првенствено самите истражувачи, а потоа и со менторите, веројатно ќе биде и полесно. Денес на работилницата стана збор за формулирање на хипотетичката рамка на едно истражување, што за секој млад истражувач представува голем предизвик, бидејќи разграничивме со студентите дека пишувањето научен труд не е исто што и пишување на некој вообичаен текст, расказ или есеј и така натаму, значи треба да следи одредени норми, одредени правила и доколку се следат тие правила, пред се при поставувањето на хипотетичката рамка, нели поставувањето на главна хипотеза, нејзино расчленување на посебни и поединечни хипотези или доколку се следи начинот на формулирање на истражувачко прашање и негово натамошно расчленување, значи сето тоа овозможува доста лесно врамување на истражувањето во рамките, значи на една рамка која што понатака го леснува целокупниот процес на истражување и му помага на самите истражувачи полесно да дојдат до оние заклучоци до кои што фактички ги поставиле уште на почетокот од своето истражување и ме радува тоа што студентите, учесници на работилницата беа доста заинтересирани и покрај тоа што немаат искуство, сепак пројавија голем интерес за тоа како во иднина би пристапиле во еден ваков истражувачки процес при пишување на научно-истражувачки труд, што радува, бидејќи тоа значи дека има млади генерации за кои што истражувањето представува предизвик. И можеби ќе ги гледаме понатаму и ќе слушаме за нив како истражувачи. Во секој случај темата што ја одбравте за вашата работилница е доста обсежна и веројатно затоа ги поканивте на уште една средба во месец мај кога ќе имаат можност да го слушнат и продолжетокот, продолжувањето на оваа работилница повторно со работи кои што се доста корисни за истражувачката работа. Да, бидејќи така и концепиравме оваа работилница, сме двајца предавачи, јас и професорот Маријан Николос, се извинувам англески, ние одлучивме да биде на два дела, односно вториот дел би бил повеќе насочен кон попрактични сознанија кои што студентите ќе можат да ги добијат при пишувањето на самиот труд, додека денеска малку беа теоретските работи повеќе застапени. Вториот дел ќе биде попрактичен и на тој начин попластично ќе ги доближиме до студентите сите тие фази при пишувањето на истражувачкиот труд.
оние што се заинтересирани за вториот дел од вашата работилница, за точниот термин, ќе можат да се информираат на календарот на Студентскиот информативен центар, кој што се објавува на веб страната на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Јави се сосема за крај подготвени за втората работилница. Секако, значи ги очекуваме заинтересираните студенти, се надеваме дека и тој втор продолжеток ќе побуди интерес кај студентите, имајќи го предвид ова што денес го дискутиравме со студентите, и дека попрактично ќе се запознаеме со некои компоненти кои што ќе бидат во функција на изработување квалитетни трудови, и покрај тоа што се разбира, студентите кога работат во рамките на нивните единици, работат со ментори, работат и нивните дипломски трудови, магистерски и докторски, меѓутоа никогаш не е на одмет да се слушни нешто дополнително, нешто ново, нешто плюс, кое што овдека е во функција, велам, на една практична имплементација на одредени компоненти поврзани со пишување истражувачки трудови. Јас ви благодарам за одвоеното време, ви благодарам за разговорот и секако се гледам и на втората ваша работилница. Се разбира, добре дојден сте. Благодарам. Благодариме уште веднаш. Нова доза, љубовна хипноза, се што прави е познато клише. Иста тема, не сум во дилема, добро знам јас се пред да кажам не. Лабаво е, нема правила, но те нуди луда забава. Кога сакам и со срце и со душа цела, тоа ме излутува. Фаќа еуфорија, ноќва луда возина, нова територија. Јака еуфорија, твојот поглед открива љубовна пародија. Преди ли да знам, не сакам да знам колку само ти помислуваш на мене. Тоа не сум јас, играта ја знам и подобро од тебе. Еднаш не сакаш се, колку време треба да го смени својот свет. Јави се, ако мине тоа е се, и одново да се договориме, одново ќе се договориме. Фаќа еуфорија, ноќва луда возина, нова територија. Јака еуфорија, твојот поглед открива љубовна пародија. Фаќа еуфорија, ноќва луда возина, нова територија. Јака еуфорија, твојот поглед открива љубовна пародија. Фаќа еуфорија, ноќва луда возина, нова територија. Јака еуфорија, твојот поглед открива љубовна пародија. На крај подсетуваме дека обуките и работилниците во рамките на проектот Уклон неформално учење се одржуваат во Студентскиот информативен центар на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, а темите и термините на одржување заинтересираните студенти можат да ги најдат на календарот на активности на Студентскиот информативен центар, објавен на веб страницата на Укло.
Четвртата сесија обуки е закажана за 4 мај 2023. Од 10:30 до 12 часот, доцент доктор Лела Ивановска ќе ја држи работилницата на тема креативност и критичко мислење. Доктор Наташа Петрова Поповски ќе биде заедно со студентите од 12 до 13 часот и 30 минути, а со нив ќе зборува за квалитетот и значењето на квалитетот на студиските трудови. Последната работилница на тема презентацијски вештини, значење и предизвици ќе започне од 14 часот. Ќе ја водат професор доктор Мимоза Богдановска Јовановска и магистер Александар Тодоровски. Со ова го завршуваме денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди водеше главниот и одговорен уредник на Укло ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова Груеска. Останете понатаму со нас на 90,8 МГц. Слика во прескапа рамка, да спасиш нешто, бар што можеш, наместо да ми признаеш. Одлага во лага тонеш. Лажливо срце е застрани лесно, во секоја ширина пак му е тесно, а твоето чука како на Јуда, само во ритам на измама. Но не можам да ти судам. Траг на врат откриеш, како по него можеш ти до мене да си и мирно спиеш. Кому ли си се ветила, се што ми зема кај го даде, мила са колку ли ме продаде. Лажливо срце ќе застрани лесно, во секоја ширина пак му е тесно, а твоето чука како на Јуда, само во ритам на измама. Но не можам да ти судам. Кој ли ти гризе образи, чиј ли траг на врат откриеш, како по него можеш ти до мене да си и мирно смиеш. Кому ли си се ветила, се што ми зема кај го даде, мила са колку ли ме продаде. Кој ли ти гризе образи, чиј ли траг на врат откриеш, како по него можеш ти до мене да си и мирно спиеш. Кому ли си се ветила, се што ми зема кај го даде, мила са колку ли ме продаде. Кој ли ти гризе образи, чиј ли траг на врат откриеш, како по него можеш ти до мене да си и мирно спиеш. Кому ли си се ветила, се што ми зема кај го даде, мила са колку ли ме продаде. Кој ли ти гризе образи, до мене да си и мирно спиеш. Кому ли си се ветила, мила са колку ли ме продаде, мила са колку ли ме продаде.
Укло ФМ Битола, април 2023 година. 24 часа секој ден на 90,8 Укло ФМ Битола.